Состојбата на иконите, особено на фреско-живописите кои што потекнуваат од 19-тиот век, во Прилеп, Крушево, Мариово, Долнени и Кривогаштани е катастрофална. Ова го покажала реевиденцијата на црквите од овој крај на Заводот и музеј Прилеп. Вкупно биле посетени 134 села, а евидентирани 154 цркви, каде што не спаѓаат новоизградените цркви и манастири. Црквите потекнуваат од 12 па се до 19 век. Досега повеќе внимание се посветувало на заштита на иконите и фреските до 17-тиот век и затоа 19-тиот век бил малку подзаборавен, но многу важен затоа што ги носел поствизантиските корени од 18-тиот век. Сега во моментов треба да се обрни поголемо внимание на 19-тиот век затоа што е богатство кој што треба да се заштити и работат доста добри зографи, мајстори кои што го работат и фреско живописот, а исто и самите икони. Се одржуваат во селата, затоа што црковните одбори претежно се грижат за самите цркви. Ако се напуштени, многу пати често наоѓаме напуштени села каде што нема населеност, али црковните одбори знаат да си ги одржуваат, да си ги чистат, да ги средуваат, значи самите цркви, а има села каде што воопшто значи не се обрнува внимание ни на црквата, ни на иконите. Страшна е состојбата. Во последните неколку години кражбите на икони биле сведени на минимум. И да се случил грабеж во некаков црковен храм во селските средини. Од таму се краделе само пари, а не и икони. Но експертите препорачуваат дека мора подитно да се посвети поголемо внимание на заштита на нашето културно богатство, без разлика од кој век и период тоа потекнува. И тоа, освен Министерството за култура, морало да го прави и самата МПЦ, како и самите мештани во руралните средини, каде се наоѓаат овие вредни икони и фреско живописи. Треба да се обрни внимание, значи не е само од Министерството за култура, не е само ние како музеј, значи кога се излегува на терен често пати му држиме обуки на самите, значи црковни одбори, му кажуваме како треба да се грижат за црквата. И ние му стоиме секогаш на располагање музејот, значи да контактираат ако имаат некаков проблем, значи да може да се излези на терен и да му кажеме на кој начин да се санираат тие нешта. Затоа што музејот секогаш не е во можност да ги санира основни некои течење на кров или треба да се смени јолук или некои си ситни работи или дренажа на црквите да се направи. Затоа треба да бидиме секогаш во една корелација и да бидиме заедно, значи црковните одбори, црквата, свештениците кои што се одговорни за тие региони и исто и музејот. Ако на тој начин се функционира, нема да има никаков проблем ни со црквата, нема да има никаков проблем ни со музејот и со самите објекти, ќе бидат заштитени. Општо свеста треба на луѓето малце на повисоко ниво да се крени. Сега ќе се сублимирал целиот материјал од реевиденцијата. Ќе се направила публикација за интерна употреба на музејот, која што ќе се доставила и до царината и до полицијата за заштита на нашето наследство. Ќе се направила исто така и листа на приоритетни цркви кои што треба да се заштитат и кои од нив треба да бидат прогласени за споменици на културата.